Водата во Гостивар втор ден е безбедна за пиење, но власта и опозицијата продолжуваат меѓусебно да се обвинуваат кој е одговорен за нејзиното загадување. За премиерот Мицкоски, критиките од СДСМ за состојбата со водата во Гостивар се неосновани и политичка стратегија на опозицијата. Истрагата на МВР и обвинителството за водата во Гостивар вели се уште трае и не се исклучува можноста таа да биде проширена. А владата според него направила робусна акција, го прочистила системот и повторно го вратила во надлежност на општината. Коментирајќи ги прозивките од СДСМ зошто властите се уште немаат официјално објавен документ со кој се потврдува дека водата во Гостивар е здрава за пиење, Мицкоски е категоричен. Па еве јас инсистирам да се објави извештајот. Зошто да речеме за прво повиканиот во случајот, тоа е да речеме градоначалникот на општина Гостивар, никако не можете да го сретнете во соопштенијата на СДСМ. Мислам дека истрагата може да допринесе да имаме и други кои што исто така би биле вплеткани во овој случај, односно кои што обвинителството или МВР во текот на истрагата ќе констатира дека имаат некаков удел и учество во сето ова. Но исто така сум зачуден зашто истите тие социјалдемократи по допрен глас во минатото има да речеме и други извештаи за неквалитетна вода во Гостивар, но и во други општини низ Македонија, како што се да речеме Прилеп, Крушево и така натаму, кога некои други биле министри, кога некои други биле директори, не поднесат против нив. Од СДСМ пак и денеска прашуваат зошто надлежните одбиваат јавно да покажат анализа или извештај кој гарантира дека водата во Гостивар е безбедна. Која институција направила анализа на водата и какви се резултатите, додаваат меѓу другото од опозицијската партија. Мицкоски се врати од екскурзијата, ама повторно не отиде во Гостивар. Не отиде кај граѓаните кои повеќе од еден месец пиеа загадена вода. Од Скопје прати експертско уверување дека водата во Гостивар е безбедна и дека водоводниот систем го исчистиле како никогаш досега. После Тошковски и Ангелов, сега и Мицкоски е експерт за чистење на водоводни системи. Но владата одбива да покаже анализа или официјален резултат за водата во Гостивар. За загадената вода со фекалии, Артана Асани, Леон Уредини и Вадевин Дервиши, кои беа на раководни позиции во јавното предпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор. Тие се осомничени дека со одредени действија, поврзани со водоснабдителниот систем во Гостивар, овозможиле мешање на загадена вода со водата од системот за пиење.